Кратки најави за денес. Се помал интересот за изучување занаети. Преку диалогот учи паметно работи стручно ќе се креира уписната политика во средните училишта за 2022-2023 година. Специјалната болница Свети Еразмо доби нов неврохируршки микроскоп. Диабетот со променлива зачестеност кај охријани во последните 2 години. Пензионерите ќе добијат финансиска помош од државата за сметките за струја, најави премиерот Ковачевски. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Гледајте не. Во Охрид денес превладуваше умерено облачно време со сончеви периоди, посебно во втората половина на денот и максимална дневна температура од 8 степени Целзиусови. Во текот на ноќта ведро со локална облачност. Во вторник на северозападна и западна Европа поголем дел од Балканскиот и Апенинскиот полуостров ќе биде нестабилно со локални врнежи од дожд. Над Скандинавија, североисточна Европа и над Алпите врнежи од снег. Во останатите делови од стариот континент ведро со локална облачност и релативно топло. Во вторник на Балканскиот полуостров, во северните, централните и приморските делови, времето умерено облачно и нестабилно со услови за слаби и локални врнежи од дожд. На југ од полуостровот, на исток, претежно сончево со локална облачност. Максималните дневни температури на Балканот од 7 до 15 степени. Во Македонија утре наутро во покотлините појава на магла, умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во текот на денот намалување на облачноста ќе донесе повеќе сончеви периоди. Минималните температури од -3 до 5, максималните дневни од 8 до 15 степени. Во Охрид во вторник предпладне времето умерено облачно со сончеви периоди. Попладне сончево со локална облачност и со слаб југозападен ветер. Минималната 2, дневната 10 степени. Во среда претежно облачно и топло со температура до 8 степени, а во четврток умерено облачно време со сончеви периоди и потопло со максимални 10. Во петок студено утро со температура од 0 степени, но во текот на денот сончево и топло време со максимални 12 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Се помал интересот за изучување на занаети. Главна причина е финансискиот момент. Од занаетчество малку се заработува. Од регионалната занаетчиска комора велат потребни се сериозни субвенции од државата за зачувување на занаетите кои се во изумирање. Младите немаат интерес за изучување на занаети. За разлика од минатото, кога во занаетчиските дојќани се сретнуваа голем број заинтересирани ученици, денес нив ги има многу ретко, и тоа е единствено кај фризерите. Од регионалната занаетчиска комора велат малку интерес има само за уметничките занаети, како што се филигранство, бакрорез и изработка на сувенири, како и повеќето стари занаети кои денес веќе ги нема, така и чевларството е во изумирање, а главната причина за тоа е финансискиот момент. Во изумирање чевларскиот занает, бар овдека зборувам за Охрид. На времето имаше преку 20 чевлари во Охрид, па 15, па 10 и сега останавме 6. И за тие 6 нема доволно работа да би ги покриели тековните давачки кои ги имаат во месецот, така да чевларството изумира нарети од оние дефицитарни занаети во изумирање. Во минатото, од занаетчество се заработувало доволно за еден удобен живот. Денес состојбата е сосема поинаква. Повеќето занаети се ниско профитабилни и занаетчиите тешко обстојуваат. Поминали убави години кога убаво се живееле, моментално занаетчеството како ниско профитабилна дејност не се живее, не може да се преживее или тешко се обстојува со вршење на занаетчиска дејност. Кириите во Охрид се високи, за нечи уште кирија да треба да плаќа, значи тоа е премногу давачки за самиот занечи. Јас на средба со вице-премиерот за економски прашања отворивме оваа тема, значи ако потрошувачката кошница е, да речеме, околу сега 34-35 илјади денари, ако еден бербер би шишал во денот 10 занечи, тоа би по 150 денари, тоа би било 1500 денари. 30 дена и ако работа во недела би биле 45.000 денари. Е сега од 33-4.000 денари што влегува потрошувачка кошница до 45.000 денари вкупен приход во месецот остануваат околу 10-11.000 денари. Тоа шо побрзо, дали кирија, дали придонеси. Од регионалната занаетчиска комора велат потребни се сериозни субвенции од државата за зачувување на занаетите кои се во изумирање, намалување на даноците и давачките за мотивирање на младите да ги продолжат вековните занаети. Започна вториот социјален диалог насловен "Учи паметно, работи стручно". Преку диалогот ќе се утврдат потребите на општините и бизнис заедницата од соодветен стручен кадар и ќе се разговара за креирање на уписната политика за учебната 2022-2023 година. Министерството за образование и наука и другите надлежни институции од областа на образованието, представници на средните стручни училишта на локалните самоуправи и бизнис секторот, денеска го започна социјалниот диалог наречен "Учи паметно, работи стручно". Целта на социјалниот диалог е креирање на уписната политика за учебната 2022-2023 година и унапредување на средното стручно образование. Преку диалогот ќе се утврдат потребите на општините и бизнис заедницата од стручен кадар, а нивните сугестии и предлози ќе помогнат за воведување соодветни стручни профили во средните училишта и за дизајнирање на наставните програми, истакна министерот за образование Јетон Шакири. Колку е поуспешна оваа соработка и навреме се утврдуваат реалните потреби, толку побрзо ќе ја постигнеме посакуваната заедничка цел да обезбедиме стручен кадар што недостига, но и да ја зголеме можноста за побрзо обработување на младите и веднаш да по завршувањето на школувањето и нивното останување во местата каде што живеат и да придонеса за економски раст и развој на општините и на државата. Од компаниите се очекува интерес за учество во реализација на практичната настава за учениците. На анкетните прашалници кои ги спровело Министерството за образование и наука за заинтересираноста на компаниите да учествуваат во креирање дуални паралелки за учебната 2022-2023, околу 400 компании одговориле на прашалникот, а 90% од нив изразиле подготвеност да примат ученици на пракса.
Директорот на Стопанска комора Антони Пешев смета дека треба да се исполнат неколку предуслови за да има резултати оваа политика. Економијата да ги прифати кадрите кога ќе завршат со средно образование, средните училишта да продуцираат кадар кој ќе биде спремен веднаш да влезе во процесот на труд, а државата образовните програми да ги модифицира кон потребите на реалната економија. Она што е битно дека ние не работиме само на она што е директна комуникација и партнерство со владата, работиме и на надворешни спонзори. Оваа година имавте прилика да видите дека 8 кластери во Македонија, тоа значи 8 средни училишта и преку 30 компании добија поддршка за опремување на средните училишта со технологија, со лаборатории и со нешто што е потребно за да луѓето, младите луѓе кои учат таму, бидат спремни за предизвиците на работата веднаш после завршувањето на средното образование. И дека ние во комората, кога говоревме за оваа работа, имавме еден клучен проблем, а тоа е да се промени менталната матрица на семејствата во Македонија, која беше, не знам зашто ни сите овие децении, усмерена на тоа дека успехот на едно дете е ако тоа дете заврши високо образование. Денеска е јасно дека детето е успешно ако веднаш после завршувањето на училиштето најде работа и биде за тоа платено коректно. За учебната 2021-2022 бројот на дуални паралелки во земјава се зголемил од 11 на 97, со вклучени над 200 компании. МОН воведе и стипендии како дополнителен стимул при изборот на средното образование. Учениците кои ќе се запишат во дуалните паралелки се стипендирани со 3500 денари месечно. Социјалниот диалог Учи паметно, работи стручно се спроведува втора година поред заедно со проектот Образование за вработување во Северна Македонија, финансиран од амбасадата на Швајцарија во Скопје. Специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо за прв пат доби нов неврохируршки микроскоп. Денес со помош на новата опрема изведена е комплицирана операција на тумор на мозок. Неврохирургот Митре Милошевски од Охридската болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо од Охрид, неврохирургот Венко Филипче и докторот Микјун Микјуновиќ денес со помош на новиот неврохируршки микроскоп изведоа сложена операција на тумор на мозок кај 73 годишна пациентка. Овој софистициран микроскоп дава прецизна и детална слика на оперативното поле. Сега и во болницата Свети Еразмо со помош на овој современ метод и експертизата на лекарите ќе може да се вршат тешки операции од областа на неврохирургијата, а пациентите нема да треба да патуваат во Скопје за оперативни зафати, истакна доктор Филипче. Диабетот е со променлива стапка на зачестеност кај охриѓани во последните 2 години. Метаболичкото нарушување има тенденција на намалување и стагнација во минатата година, за разлика од претходните 2 години кога бележало пораст. Статистиката покажува дека побројни се жените со диабет, а загрозена е возрастната група граѓани од 65 до 74 годишна возраст. Стапката на зачестеност од појава на шеќерна болест кај охриѓани е променлива во последните 3 години. Статистиката покажува дека жените се почесто на удар со 56%, а најзагрозена е возрастната група граѓани од 65 до 74 годишна возраст. Според податоците од Охридскиот центар за јавно здравје во 2018 година стапката на заболени е 128 на 1000 жители, а во 2019 се зголемила на 184 за во следните 2 години, 2020 и 2021 да има намалување и да се движи 124-149 на 1000 жители, информира доктор Даниела Чинговска од Центарот за јавно здравје. Од 18 до 20 имаме зголемување, 21 веќе се бележи пак намалување на стапката на овие заболувања. Кога зборуваме за училишни деца и младина, додека кај возрастната популација, значи имаме зголемување во 19-та, а 20 и 21 имаме намалување и стагнирање. Најпогодени од ова метаболичко нарушување кај децата од училишна возраст биле момчињата. Кај децата пак од возрастната група од 0 до 6 години се регистрира стапка на намалување. Сега во време на COVID, значи 20 и 21 година, тука се покажува некое намалување на бројката,
Значи, можно е да не се диагностицирани новите случаи, од што спомнавме од неодење или на лекар, на контрола, меѓутоа може во голем дел да има влијание и промена на начинот на исхрана за манифестирање на тие заболувања, начинот на живот, не само начинот на исхрана. Значи, таа брза храна се замени не сакајќи, да речеме, со тие традиционални семејни ручеци во сите тие карантини, во сите тие услови во кои што бевме. Дијабетесот е генетски предиспонирано заболување кое зависи дали ќе се развие кај поединецот од неговиот животен стил. Секој сам си предодредува дали ќе го манифестира заболувањето или ќе го држи под контрола со водење грижа за правилна исхрана и физичка активност. Минималната синдикална кошничка за јануари годинава изнесува 35,8 денари и е зголемена за 770 денари во споредба со декември 2021 година, информира Сојузот на синдикати на Македонија. Во синдикалната кошничка, која ги определува минималните трошоци за живот на едно 4-члено семејство на месечно ниво, наголемо учество од над 15.000 денари или 42,7% имаат исхраната и пијалоците. Државниот завод за статистика денеска објави дека пораснале трошоците за живот и цените на мало во јануари во споредба со декември. Трошоците за живот се зголемени за 1,5%, а цените на мало за 1,2%, објави државната статистика. Поскапеле чајот, кафето и какаото, потоа рибата и морските плодови, овошјето и зеленчукот, пивото, виното, соковите, шеќерот, медот, чоколадото и кондиторските производи, маслото и маснотиите. Зголемување има и кај централното грејење за 14% и електричната енергија за домаќинства за 9,4%. Ваков месечен скок на цените не е забележан во изминатата деценија според податоците за Заводот за статистика. Намалување на трошоците на животот има кај воздухопловниот патнички транспорт, медиумите за снимање, обувките, парамедицинските услуги, информатичката опрема за обработка на податоците, туристичките аранжмани. Доколку пак јануари годинава се спореди со јануари лани, тогаш има зголемување од 6,7% кај трошоците на живот, а за 7,3% кај цените на мало. Пензионерите ќе добијат финансиска помош за справување со енергетската криза, најави денеска премиерот Димитар Ковачевски. Веќе се работи и на методологија која ќе овозможи долгорочно и одржливо зголемување на пензиите, истакна Ковачевски. Во однос на пензиите, јас веќе најавив во експозето при изборот на новата влада неколку економски политики кои што ги сметам за клучни во однос на справувањето со економската криза произлезена од здравствената криза. Пензиите беа една од тие политики и ние веќе работиме на анализи кои што ќе бидат презентирани на диалог во кој што ќе учествуваат здруженијата на пензионерите и други заинтересирани страни, секако и институциите на владата. А денеска можам да најавам дека во светло на енергетската криза и во светло на економската криза предизвикана од енергетската криза, дека веќе работиме исто така и на пакет помош, односно на финансиска помош за пензионерите, која што ќе ја определиме врз основа на анализи и која што ќе им биде дадена на пензионерите за полесно справување со енергетската и со економската криза. Бензините од ноќеска на полнок поскапуваат за 1 денар по литар, а цената на дизелот се зголемува за половина денар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати за 0,6%. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 82 денари за литар, Евросупер БС 98 ќе се продава за 84 денари, Евродизел БС за 74, а цената на екстра лесното масло за домаќинство и понатаму останува 73 денари за литар.
Со одлуката на регулаторна за 0,046 денари за килограм се намалува цената на мазутот и сега ќе изнесува 46,491 динар. Како причина за промена на цените на нафтените деривати, од регулаторна ги посочуваат зголемените референтни цени на светскиот пазар во изминатите 7 дена, како и повисокиот курс на денарот во однос на доларот. Во полицискиот билтен мигранти, марихуана, пожар во куќа во Охрид и на трска во близина на Извиднички. Поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, СВР Охрид поднесе кривична пријава против 47 годишен охриѓанец. При извршен преглед на патнички автомобил сопрен на улицата Васил Стефовски во Охрид, тој пред полициските службеници исфрлил кеса со марихуана, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во 2 часот и 20 минути по полнок денеска во ова Струга приведени се тројца индиски државјани на возраст од 31, 24 и 26 години. Тие извршиле илегален премен на државната граница и по целосно документирање на случајот ќе бидат пренесени во прифатно транзитен центар за понатамошна постапка. Вчера во 16 часот и 40 минути во СВР Охрид пријавено е дека настанал пожар во куќа на улица Дејан Војвода, сопственост на 75 годишен охријанец, во кој нема повредени лица. Интервенирала територијалната противпожарна единица од Охрид, а увид извршиле полициски екипи. Вчера во Оделението за внатрешни работи Струга пријавено е дека настанал пожар на трска во водите на Охридското езеро во близина на Извидничкиот центар во Струга, во кој нема повредени лица. По насока најавен обвинител извршен е увид, интервенирала територијалната противпожарна единица. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Групата 7 најразвиени земји соопштија дека се подготвени колективно да воведат економски и финансиски санкции кон Москва кои ќе имаат огромни и непосредни последици врз руската економија, доколку Кремљ нареди какви било агресивни потези кон Украина. Во Г7 членуваат САД, Канада, Германија, Јапонија, Франција и Обединетото кралство. Во заедничка изјава објавена денес, министрите за финансии од Г7 наведуваат дека тоа што Русија го засилува присуството на војници на границата со Украина е причина за голема загриженост. Во соопштението наведуваат дека секоја натамошна воена агресија на Русија против Украина ќе биде дочекана со брз, координиран и силен одговор. Москва отфрла дека тоа што распоредува војници на границата е подготовка за инвазија на Украина, но во исто време побара од Западот да се согласи со неколку безбедносни гаранции, вклучително и дека на Украина и на другите поранешни советски земји никогаш нема да им биде дозволено да се приклучат на НАТО. Организацијата за човекови права Amnesty International ги обвинува производителите на вакцини за алчност за профит и повикува на многу побрза вакцинација на светската популација. Фармацевтските компании трагично потврлија да одговорат на предизвикот за глобалната здравствена криза предизвикана од коронавирусот и покрајитните повици да се обезбеди еднаква дистрибуција на вакцините за COVID-19, соопшти од Amnesty International. Од таму вела дека фармацевтските компании кои ги продаваат вакцините против COVID-19 ја монополизирале технологијата, лобирале против споделувањето на интелектуалната собственост, наплатувале високи цени за вакцините, им давале приоритет на набавките на богатите земји во минатата година. 10 милиарди дози вакцини произведени минатата година ќе беа повеќе од доволни за да се достигне целта од 40% за глобална вакцинација поставена од СЗ за крајот на минатата година. Претходно месецов СЗ соопшти дека се потребни уште 16 милиарди дози за да им се помогне на земјите со ниски приходи да се справат со пандемијата. Непознат маж избил 11 лица во Албакерки во американската сојузна држава Ново Мексико. Мажот е уапсен, се наоѓа во притвор, пренесуваат тамошните медиуми. Локалните медиуми јавуваат дека осомничениот возел велосипед и по случаен избор со голем нож нападел луѓе по неколку делови од градот. Полицијата соопшти дека истражува 7 локации каде се случиле напади и дека сите жртви се во стабилна состојба. Детали за напаѓачот не се објавени.
Француската полиција утрово убие едно лице кое со нож нападнал полицајци на железничка станица во Париз, Гар ду Норд, изјави францускиот министер за транспорт Жан-Батист Джебари. Тој смета дека овој инцидент нема никаква врска со тероризам и додава дека дотичниот е познат на полицијата од поодамна. Францускиот министер за внатрешни работи Жерал Дарманен на Твитер напиша дека инцидентот се случил утрово околу 7 часот, додавајќи дека никој од граѓаните не е повреден, а лицето починало на самото место. Гар ду Норд е една од најголемите железнички станици во Европа и дом на меѓународните железнички услуги кои ја поврзуваат Франција со Британија и Белгија. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.